Цивил медија. 26 јули 2019 година. Вест на денот. Филип Рикер во Скопје. Вршителот на должност помошник државен секретар на САД за Европа и Евроазија, Филип Рикер ја почна серијата разговори со представници на власта и на опозицијата. Тој утрово оствари средба со шефот на дипломатијата Никола Димитров во МНР. Според агендата, по средбата со Димитров треба да се сретне со премиерот Зоран Заев, со кого ќе одржат заедничка пресконференција и потоа ќе замине за тетово на средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Предвидено е во текот на денот Рикер да се сретне и со председателот на државата Стево Пендаровски, со председателот на собранието Талат Джафери и со други владини представници, како и со пратениците од независната пратеничка група од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. На пресконференцијата Рикер ја повика опозицијата да покаже конструктивност за законот за јавно обвинителство, со кој треба да се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. И порача дека времето за политички игри веќе е поминато. Северна Македонија, како што нагласи, се движи напред во исполнување на повеќе децениските цели во врска со евроатлантските интеграции, да стане НАТО сојузник и да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Заев, ќе се најдеме во непријатна состојба ако не се донесе законот за јавното обвинителство. За премиерот Зоран Заев, посакувано решение за законот за јавно обвинителство е да биде донесен со консензус со опозицијата, зашто во спротивно државата ќе биде во непријатна состојба да се изнаоѓаат други можни решенија. Премиерот појасни дека посакуван начин значи, како и досега во последните месеци што покажа Република Северна Македонија, низ дебата, утврдување на законско решение кое што никако нема да дозволи да се нарушат црвените линии, а тоа е владење на правото, гарантирање на етнината на СЕО, но и создавање на лекс специјалис, законот за јавно обвинителство кој навистина ќе ја гарантира правната држава и владење на правото. Протоколот за НАТО ратификуван во Комитетот за надворешни работи на Сенатот на САД. Комитетот за надворешни работи на Сенатот на Соединетите Американски држави го ратификуваше протоколот за прием на Северна Македонија во НАТО. Ратификацијата на протоколот заеднички на Facebook ја објавија министерот за надворешни работи Никола Димитров и помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер, кој престојува во посета на земјава. Флеш вести. Алтернатива ја предлага Фатиме Фетај за шефица на новото обвинителство. Сега, кога треба да се избира новото име за управување со новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција, ја предлагаме обвинителката Фатиме Фетај да раководи со него, велат од партијата Алтернатива на Африм Гаши. Хан, никој не смее да биде амнестиран поради неспособноста да се исполнат одредени рокови. Еврокомесарот Јоханес Хан нагласи дека сите политички чинители треба да ја имаат предвид и нината, и интересите на граѓаните и државата и апелираше до политичките партии што побрзо да дојдат до решение за законот за јавно обвинителство. Мементо. Скопје се сеќава на катастрофалниот земјотрес од 1963 година. Денеска се навршуваат 56 години од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје. Во земјотресот во 1963 година животот го загубија 1070 луѓе, а 3000 беа повредени. Во неговата обнова се вклучија голем број држави, поради што Скопје уште е познат и како град на солидарноста. Скопје секоја година го одбележува овој ден со низ манифестации. Денеска, официјални делегации и представници на институциите ќе положат цвеќе на споменикот на жртвите од земјотресот на градските гробишта во Бутел, а традиционалната крводарителска акција ќе се спроведе од 9 до 17 часот во домот на хуманитарни организации Даре Џамбас. Прочитајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.